проследите разговорот наменет за комунитарната цел, бидејќи подадената рака цел живот се памети. Мој денешен гостин е тој кој се залага за тук живот. Тој кој испреќа пораката за подобро утре кај луѓето. А дел е од Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи, Цивитас. Мартин Ѓоргиев. Добро утро и добре дојде во емисијата Рано наутро. Добро утро и добро ве најдов. Ви благодарам за поканата за гостување во оваа прекрасна емисија. Ма зашто? Мартин, како што веќе споменав, ти си човек со големо срце и си во редовите на хуманитарните цели и идеи. Од каде инспирацијата да влезеш во Сдруженијето Цивитас? Па вака, најнапред ви благодарам за убавите зборови. Пред точно 4 години се основа Сдруженијето Цивитас, сушност и јас сум самиот основач и потикнувач на другите луѓе да се основа Цивитас. Инаку идејата јас би рекол дека хуманиот човек се гради како личност и постојано апелирам кај луѓето, посебно кај оние кои што имаат своји мали дечиња, да ги воспитуваат и да ги усмеруваат кон хуманоста, кон добрината, бидејќи тој е еден процес кој трае. Јас ќе се земам себе си како личен пример. Моите родители, уште како дете, мене и мојот брат, не советуваа, не испраќаа на разни хуманитарни активности, акции кои што се случуваат. Паметам уште во малите детски денови, уште додека бевме второ, трето, пето и продолживме натака одделение. Продолживме да се вклучуваме во склоп на училиштето, па почнавме заедно во Црвениот крст и се така, додека како што тече животот. Меѓутоа, во периодот кога студираш, се помалку време имаш за овие работи, меѓутоа не би требало да е така. И целата идеја започна кога се запишав на вторите мои магистарски студии од областа на психологијата, таму имав можност да видам колку луѓето имаат потреба од малку и се навистина среќни за тоа малку, колку луѓето страдаат за нешто ние кое го имаме дома во изобилие или буквално кое што не ни е потребно нас. На таа практична настава која беше предвидена со програмата на Славјанскиот универзитет, имав можност да одам на пракса и во клиничката болница во Скопје, психијатриската болница, Скопје, позната под името Бардовци, понатаму во центрите за зависности, во центрите за бездомници, и таму се сочував со луѓе кои што навистина имаа мала потреба или потреба од многу мала помош. И тука се вклучивме најнапред како неформална група, но наидовме со проблеми во институциите, бидејќи кога идиш со некоја цел некаде да однесеш нешто, мора тоа нешто да го гарантира дека ова е исправно, доаѓа од вистинското место. И тогаш мораше да се основа здружение, бев иницијатор за ваквите работи, го основа Сдруженијето Цивитас и 4 години работиме не само со овие луѓе, него и на многу други полиња, меѓу кои полето на едукацијата, развој на креативната свеска и младите, потикнување на јавната свеска и граѓаните за овие категории лица и слични други активности и настани кои што придонесуваат за ова општество. Како што испомена, 4 години постои оваа здружение. Колку соработници има зад тебе? Вака, активни соработници се некаде 50-60, меѓутоа не можам да ја избројам бројката, бидејќи имаме и членови кои што се професионалци во својата област, да речеме имаме адвокати, социјални работници, психолози, педагози, и тие се вклучуваат онаму каде што се потребни во активности, каде што навистина има потреба од нив. Развојни психолози, доктори на медицина, специјалисти, специјализанти кои што ни требаат конкретно за поедин случај кој што ќе има потреба од нас или веќе побара потреба, го консултираме и ние ги рачунаме сите тие луѓе како наши подржувачи и членови и соработници. Така. Која е целта на оваа здружение? Целта на оваа здружение, како се надевам на многу други, помагање и поттик на самите корисници да се вклучат во општеството
и нели да ги едуцираме младите, посебно младите, но и повозрастните да се вклучуваат во вакви активности, бидејќи нели смислата на животот е да помогнеш некому, бидејќи тоа се памети, како што рековте, цел живот. Како реагираат луѓето со посебни потреби кога ќе им ја дадете потребната поддршка? Како реагираат? Најчесто се возбудени и среќни. Видете, ние работиме, еве да речеме, со сите центри за лица со посебни потреби во Штип и во регионот, нели, работиме со Свети Николе, работиме со Скопје, работиме со многу други организации. Кога ќе правиме некоја работилница, со самото присуство, со тоа што ние сме присутни таму, тие се чувствуваат посрекни бидејќи имаат еден поразличен ден од останатите денови поминати заедно со социјалните работници, педагози, психолози, нивните така наречени наставници и наставнички, бидејќи не е тоа дека не им убаво со нив. Меѓутоа секој сака да има промена во својот живот и да има нешто поразлично, нели, да му биде поразличен денот од минатиот кој што поминал и така. Дали овие лица имаат потребната нега? Дали се прифатени од граѓаните? Па најчесто не. Јас за жал морам да кажам дека за разлика од развиените земји, Македонија е многу наназад во овој дел, но ние сме се уште држава која што нели сме на Балканот и сме помала или сме релативно млада во однос на високо развиените земји. Се надевам дека ова стигма ќе се надмине нели и кај нас и ќе се подобри ситуацијата со овие дечиња. Генерално имаме и многу позитивни примери за вакви случаи каде што е надминато тоа, меѓутоа, знаете, се е едно со друго поврзано и мора да трае години и години за да се променат работите. Меѓутоа се надевам и сум убеден дека иди на подобро. Се надеваме на сепак подобро. Так. Најголемот резултат на едукацијата е толеранцијата. Како го постигнуваш тоа? Сепак си со многу луѓе. Ние имавме еден ваква активност заедно со американското катче, па таму ги едуциравме младите, посебно најмладите, оние од основно училиште, да се вклучат и да бидат дел од, да речеме, општеството каде што ќе бидат толерантни, па имаа задача да напишат порака. Јас мислам дека образованието и образовните луѓе се потолерантни бидејќи се научени да бидат потолерантни и самиот воспитно-образовен процес ги тера на тоа, па така да мислам дека образованото општество е и всушност потолерантно. Така. Лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој. Кои услови треба да им се обезбедат на овие лица за нивно подобро? Па вака, генерално институциите, да почнеме од општината, се наменети, мислам, имаат добар пристап, затоа што има обезбедено пристап со количка до општина, конкретно за општина Штип има обезбедено пристап за инвалидска количка, се прифатени, имаме случаи каде што едно лице со посебни потреби успешно си е завршила својата работа во општината, бидејќи имало кого да праша и како да му се спроведе таа активност или потреба која што е имало во моментот. Имаат пристап, меѓутоа навистина треба многу да се работи. Така. Како нашето општество е заинтересирано за овие категории на лица? Па рековме дека постојат луѓе кои што се заинтересирани, се вклучуваат и помагаат, и постојат луѓе кои што единствено, за жал, ќе им се насмеат и ќе им ја свртат главата на другата страна. Сепак, како што кажавме, се надеваме за подобро. Сдруженијето Цивитас од неодамна организираше и најразлични активности за лицата од трета доба, односно станува збор за пензионерите да имаат активно старење, проверка на крвта и крвниот притисок, како и совети за исхраната. Ке може ли подетално да им објасниме на гледачите за што станува збор? Па вака, ние се дружиме постојано со пензионерите, нели со луѓето од трето доба и таму организираме еден куп активности, меѓу кои поетски читања, средби, разговори, ги каниме на сите наши активности, кои што се нели од јавен интерес и каде што можат да се вклопат и нели каде што би ги интересирало нив. Па така и ова активност, ова беше по повод на светската недела на луѓето од трето доба
и таму организиравме, да речеме, прегледи, каде што основни прегледи за крвен притисок, да речем холестерол и некои слични работи, и добија подарок по една книга од една наша поетеса која беше членка во Сдруженијето Цивитас, но за жал го поради нели околу одредени причини веќе не е дел со нас, значи почината, и ни ги подари книгите на нас, да ги подариме на луѓе кои што навистина ќе ги читаат, и еве ние најдовме луѓе кои што навистина ги читаат и ќе ги читаат и ги подаривме на нив, така да секој пензионер доби по една подарок книга. Еве сега ќе имаме некој настан каде што исто така се поканети и на сите наши настани. Така. Рани симптоми и знаци на кардиоваскуларните болести и нивна превенција. Секако, Сдруженијето Цивитас е дел од ова. Зашто точно станува? Ова е на барање на луѓето од трето доба, инаку имавме исто побарувања и од студенти на медицина кои сакаат да слушнат нешто повеќе од оваа област, па се работи за едукативен настан, кој во соработка со општина Штип, нели нашите добри поддржувачи во активности, како и да речеме соработници во дел од настаните кои што ги организираме заедно. И ова е еден од тие настани, значи ќе имаат прилика и можност секој граѓанин кој што е заинтересиран да слушне и да се посоветува, да побара помош, да праша, може да го стори тоа утре во 13 часот. Ќе биде самиот настан, ќе трае некаде околу час и половина, во зависност од потребите на луѓето кои што се дојдени како публика, но ова ќе биде повеќе интерактивно и ќе може секој да се посоветува, да побара помош и да биде соодветно упатен. Така. Многу активности настани, но сепак сте во подготовка на хуманитарен концерт. Карти во продржба, каде ќе се одржи? Малку повеќе. Ова е четвртиот хуманитарен концерт по повод Свети Никола, и ова е во соработка со општина Штип, веќе 4 години соработуваме. Можам да кажам дека и на исто место, па луѓето веќе го очекуваат хуманитарниот концерт. Се работи за хуманитарен концерт кој се случува или во просториите на мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев, или познат како економски факултет. Таму ќе се случува во 19 часот. Ќе има многу изведувачи, ќе има многу изненадување за публиката, како и минатите години, оваа година. Картите се во продажба и дел од нив веќе се распродадени од страна на бизнис секторот, така да се надевам дека ќе имаме успешен концерт. Еве, можам да напоменам некои од настапувачите, мислам некои од изведувачите кои што ќе настапува Александра Јанева, нашата победничка на Макфест, инаку нели ни доаѓа од Струмица. Ќе настапува, во преговори сме со Александар Белов, во преговори сме со Благоја Груевски, меѓутоа сите и тие имаат по некои активности, па да се договорат со менаџери едно друго. Инаку го, да речеме, го потврдија своето присуство и Снежана Радичевска, Пантелија Коцева, Тања Јовановска, која исто така е истакнат пејач, фолк пејач и нели настапува и веќе победник на неколку фестивали. Меѓу другото, наши поддржувачи од лани се и Кут Ристо Донев, нели културно-уметничкото друштво, која што настапува со своји точки и го збогатува репертоарот на самиот концерт. Така. Сепак, доколку некој сака да биде член на Сдруженијето Цивитас во делото на хуманитарни настани од културен и образовен карактер, како и каде да се пријават? Вака. Сдруженијето Цивитас има неколку фан страни на социјалните мрежи. Меѓу другото, Сдруженијето Цивитас има и портал кој постои веќе година и кусур, значи скоро 2 години, каде што сите оние кои што имаат желба да помогнат или имаат желба да бидат дел од Цивитас, можат слободно да се регистрираат и електронски, со тоа што ги внесуваат своите генерали и добиваат повратна информација на својот мејл,
Тоа е доснавна работа која што само ги пишувате своите податоци, внесувате ваша слика и пишувате каде сакате да се вклучувате, во какви настани, и ние ве контактираме соодветно на нашите настани кои што течат во меѓувреме или во блиска иднина кои што ќе се случуваат. Инаку civitas.mk би било добро, и сакам да го споменам ова, работи исклучиво за граѓаните, бидејќи таму се постираат совети од медицина, да речеме некои лекови кои што би помогнале на граѓаните во одредени заболувања. Понатаму се објавуваат настани од хуманитарен карактер, културни манифестации, настани или од културни манифестации, и меѓу другото, веќе 2 години од самото постоење на civitas.mk соработуваме со вашата телевизија и ги споделуваме дел од вашите вести кои не се политички, и на тој начин добиваме една поголема читаност, и би сакал и јавно да се заблагодарам уште еднаш на вашата телевизија, затоа што вие сте дел од нашите активности и предонесувате за општото добро на сите граѓани. Така. Споменавме и многу активности, хуманитарниот концерт кој што ќе престои. Кои се другите активности на Civitas? Што е следно? Па вака, Civitas постојано работи, меѓу хуманитарниот концерт имаме еден куп настани, како што ги спомнавме, дел од тие не успеавме да ги спомниме. Меѓутоа и веќе го споменам еден од нашите проекти кој што трае 4 години и е отворен. Морам да напоменам овде дека ние не сме финансирани од ниту една организација како странска или домашна, не сме ниту финансирани од никоја институција во Република Македонија, ниту надвор од неа. Единствено работиме на доброволна база и на луѓе кои што сакаат да помогнат без при тоа да бидат платени. Да добијат само љубовта од корисниците. Ова е, како што го споменав, проектот кој трае 4 години се вика "Подади рака без да знае другата", значи собираме облека и ја донираме на луѓето кои што имаат потреба од облека, да речеме, како во семејствата, во Штип и во регионот, така и надвор од Штип во одредени институции, како што се детското СОС село, кој што работуваме повеќе од 2,5 години, психијатриската болница Бардовци споменав веќе 4 години, центрите за бездомници Момин поток, исто така соработуваме веќе 3 години, Центарот за хуманитарни организации, каде што исто така донираме облека, во Црвениот крст во Скопје, исто така повеќе од 3 години. Значи, тоа се институции каде што редовно ние на 2 месеци носиме облека. Овој проект ни е така потпомогнат или во соработка со фабриката за чевли Баргала, која што редовно собира облека, вработените собираат облека во своите погони и ни обезбедуваат исто така и транспорт на самата облека до институциите, меѓутоа и ние самите собираме, бидејќи ние станавме веќе препознатливи по тој дел, па дури и на улице кога ќе не сретнат, знаете, имам некоја парче облека, би сакал да ја донирам, дали може да дојдете да ја земете. Значи, веќе станавме препознатливи во тој дел. Се обидуваме да направиме нешто повеќе и во делот на облека, во делот на мебелот, на белата техника, каде што во тој дел малку потешко не оди, бидејќи Сдруженијето Civitas нема собствени простори, каде што ќе може да ги чува тие, да речеме, тие работи кои што ќе ни бидат донирани, па обично бараме, кога некој ќе ни понуди, бараме да се причува тоа ден, 2, 3, за да можеме да обезбедиме каде ќе се донира или на кого му е потребно, или правиме некоја листа каде што луѓе имаат потреба од тоа и луѓе кои што сакаат да донираат, па некако ги поврзуваме, ама обично се трудиме тоа да биде, нели, строго дискретно, не одиме медиумски, значи тој проект никош не ни бил и не ни е покриен медиумски, дури не се ни фотографираме, бидејќи најчесто луѓето или нашите корисници кои што имаат потреба од тоа, за жал се срамат да кажат, бидејќи ќе бидат осудени од општеството. Така. Тоа се само дел од активностите, работиме на полето на едукацијата,
Имаме еден куп работилници закажано заедно со децата со посебни потреби од дневниот центар, заедно со корисниците, исто луѓе со посебни потреби од Сдруженијето Порака. Имаме некои преговори за соработка и со Центарот за аутизам, исто за нова година некоја работилница на честитки. Така да постојано работиме, имаме различни тимови кои што работат во поедини, речеме, проблематики, бидејќи секој не може да се вклучи секаде. Така, Мартин, твојот апел до нашите гледачи? Па, мојот апел да бидат хумани и да помагаат на секого, бидејќи некогаш ќе имаат потреба од било каква помош, се надевам дека нема да имаат помош од некоја ваква работа која што ние работиме, меѓутоа бидете хумани и верувајте дека на тој што ќе му помогнете ќе ве памети цел живот. Точно така. Мартин, јас Инаку јас секогаш велам вложувај во себе и помагај им на другите луѓе, бидејќи со тоа што ќе вложуваш во себе ќе бидеш покорисен за општеството, а со тоа што ќе помагаш на другите ќе бидат среќни сите. Точно така, се согласувам со тебе. Пред се ти благодарам што беше дел од Рано наутро. Јас се надевам, ти посакувам пред се многу здравје и успех и многу успешно завршени приказни. И се надевам дека овој разговор допре до гледачите за поголема хуманитарна дејност. Така, се надевам и јас. Ви благодарам за поканата и се надеваме дека ќе се видиме во блиска иднина и нели ќе ги промовираме нашите следни настави. Така. А вие, драги гледачи, се надевам, како што кажав, дека нашиот разговор допре до вас за поголема граѓанска свест кај вас.